Отворена програма на телевизија Нова посветена на изборите во Соединетите Американски држави. Како што е веќе познато, изборниот колегиум кој го бира идниот председател има вкупно 538 членови. За нив, по пропорционалниот модел според бројот на жители, гласат жителите на сите сојузни држави. Со оглед на временските зони во САД, затворањето на гласачките места ќе се одвива во различни временски интервали. Па така први ќе ги дознаеме резултатите од гласовите на земјите од источниот брег, кои се во источната временска зона. Тоа може да го видите низ графичкиот приказ кој го подготви 3D тимот на телевизија Нова плюс минус 6 часа поназад од временската зона во Македонија. Па така првите резултати од гласањето Македонија треба да ги очекува некаде околу 1 часот по полноќ, кога ќе бидат изброени вкупно 60 електори кои ги избрале гласачите од Индијана, Кенетика, Јужна Каролина, Вермонт и Вирџинија, а ќе бидат завршени и 5 сенаторски трки. Појасна слика ќе имаме веќе во 2 по полноќ по македонско време, кога гласачките места ќе бидат затворени во поголемиот дел од земјите во источниот брег, како што се Флорида, Пенсилванија, Илиноис. Тогаш веќе ќе имаме и појасна слика за изборните резултати и полесно ќе може да се предвиди нивниот епилог со оглед дека ќе бидат избрани вкупно 270 електори. Луѓето кои го имаат последниот збор во изборот на еден од двајцата кандидати. Во 3 по полноќ се затвораат гласачките места во најголемиот дел од сојузните држави. И тогаш го знаеме изборот на вкупно 460 електори, со што речиси ќе имаме јасна слика за победникот. Доколку трката е тесна, она што најмногу ќе чека, ќе се чекаат резултатите од гласовите во најнаселената Калифорнија, која заедно со соседните земји има значителни 80 електори кои што можат сериозно да влијаат врз исходот на изборите. Гласањето во Калифорнија се затвора во 5 часот наутро според македонско време. По гласањето во Калифорнија речиси да се знае победникот, но до неговото прогласување се чека до затворањето на гласачките места во Аљаска, која со оглед на малиот број на население има само 3 електори. Гласачките места во Аљаска се затвораат 9 часот наутро по македонско време. Почитувани, дескот на телевизија Нова направи многу анализи, прилози, ги анализиравме и кампањите на двајцата претседателски кандидати. Го гледаме прилогот и почнуваме со разговорот со моите и ваши гости. Ви најавувам интересна дебата. Со 9 митинзи, од кои еден точно пред полноќ по локално време, Хилари Клинтон и Доналд Трамп ја завршија предизборната кампања за председател на Соединетите Американски држави. Клинтон, во надеж дека ќе биде првата жена председател на САД, одржа 2 митинга во Пенсилванија, еден во Мичиген и Филаделфија и последниот во Северна Каролина пред полноќ по локално време. На митингот во Северна Каролина таа ги повика гласачите да ја отфрлат мрачната визија на Доналд Трамп и порача дека најдобрите денови на Соединетите Американски држави се пред нас. Клинтон рече и дека треба да се надминат разликите и истакна дека сака да биде председател на сите американци, демократи, републиканци, независни. Ова е избор меѓу поделби и единство, меѓу силно и стабилно раководство и неконтролирана личност што ќе стави се во опасност, за економија што функционира за сите, а не само за оние на врвот. Ова е избор на срцето на сите американци. Тоа го видов кога дојдов и сега гледам потенцијал и радост. Нема причина најдобрите денови на Америка да не бидат пред нас, ако ги достигнеме заедно. На митингот за поддршка на Хилари Клинтон во Филаделфија се собраа рекордни 44.000 луѓе. Таму беше и актуелната прва дама Мишел Обама, која им порача на гласачите да се спротивстават на оние кои сакаат да не поделат и заплашат. Таа рече и дека поддршката која ја пружила на Хилари Клинтон да стане председател е можеби најважната работа што ја направила како прва дама. Председателот Барак Обама ги повика гласачите да го отфрлат стравот и да ја одберат надежта. Демократите одржаа митинги во Мичиген. Доналд Трамп беше во Сарасота, а потоа во Северна Каролина, Пенсилванија, Мичиген и Њу Хемпшир. Од сега ќе биде Америка на првото место. На сите американци им порачувам дека е време за промена и за водство. Само помислете што можеме да постигнеме во првите 100 дена од администрацијата на Трамп. Ќе имаме најголемо кратење на даноците од Роналд Реган, дури и поголемо. А Хилари ќе ви ги зголеми даноците. Ќе ги елиминираме сите непотребни регулативи за кратење на работни места. Ќе ја укинеме секоја незаконска извршна одлука на Обама. Во Сарасота, во државата Флорида, Трамп изјави дека победата ќе значи крај на корумпираниот Вашингтон.
Според најновата анкета на Универзитетот Квинипијак, Трамп и Клинтон се со изедначени резултати во Северна Каролина и Флорида. Двајцата кандидати се со историски високо ниво на непопуларност, 50% не ја поддржуваат Клинтон, а 62% Трамп. Изборите во Соединетите Американски држави, кампањата и очекувањата за крајниот резултат ги анализираме со моите и ваши вечерашни гости, новинарот и аналитичар Цветин Чилиманов. Добро вечер. Со нас е и новинарот, но и собственик на неделникот Капитал Љупчо Зиков. Добре дојде во студиото на телевизија Нова. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Добро вечер и за вас. Ја видовме кампањата, видовме и осврт, сведоци сме и во очекување на изборната трка, на финалето на оваа изборна трка. Медиумите веќе рекоа дека овие кандидати, оваа изборна трка се најлоши досега. Што очекувате, кој ќе триумфира? Повеќето национални анкети ја фаворизираат Хилари Клинтон да сепак го добие електорал коледжот со околу 320 електорски гласа. Но тоа што по кои ќе се запаметат овие избори се неколку работи кои мислам дека треба да се напоменат во оваа фаза. Прво и основно што нас не засега е дека се оваа избори кои побудија најголем интерес во светот досега од сите претседателски избори. Зошто? Можеби затоа што светот се наоѓа во некаква криза, затоа што состојбата со американското општество ќе дефинира како ќе се движат и светските геополитики и така натаму и така натаму. Потоа она по кое треба да се запаметат овие избори дека се тие ќе бидат едни од најподелените избори досега во Соединетите Американски држави и дека таа поделба ќе продолжи и по завршувањето на изборите, бидејќи толку е блиска трката во моментот што губитниците, оние кои го поддржуваат кандидатот кој ќе ја загуби, трката нема да ги сменат своите преференции и досега е највисокиот процент искажан на анкети на луѓе кои велат дека не би го поддржале, не би застанале за тој претседател ако стане претседател без оглед на тоа кој е. Од нив и третата работа по која најверојатно ќе бидат запомнети овие избори е дека институциите во Америка некако подклекнаа во овој период, особено овие со FBI скандалите, отвараме истрага, па затвараме истрага, па повторно ја отвараме, повторно ја затвараме, тоа ќе остави некаква дамка која ќе треба да се ревидира во натамошниот период. Така што да видиме што ќе се случува во текот на оваа ноќ. Првите резултати ќе дојдат таму после 1-1,5 после полноќ кај нас и потоа ќе следат како што се движи времето на кај западната обала резултатите. Мислам дека најголем дел од излезните сценарија се веќе познати, остануваат неколку држави кои ќе бидат многу интересни. Можеби пресудни во крајниот исход. Од кој можеби најпресудна ќе биде Флорида, бидејќи е и држава кај што се блиско резултатите, а и која носи многу електорски гласови. Така е. Во отворено студио на телевизија Нова и ќе ги дочекаме финалните резултати. Зиков, долги години ги следиш овие процеси, си имал можност и директно оттаму да бидеш присутен и да ги следиш изборите во Соединетите Американски држави. Последните анкети покажуваат блага предност на Клинтон пред Трамп. Да, анкетите покажуваат дека Хилари Клинтон ќе освои повеќе електорати од потребните 270 кои се потребни за победа. Јас сакам една вака почетна анализа, нели веќе даваме, ние сме првиот сет гости овде. Така. Да кажам да се поврзам со изјавата претходно што беше изанализирано, а тоа е дека светот се наоѓа во една таква ситуација да сложена политичка и воена ситуација. Војни се актуелни на неколку жаришта во светот во моментот и тоа ги прави практично изборите во Америка многу интересни за следење и многу важни, веројатно, што ќе се случува од утре натаму во тој дел.
Ако се земе само тој филтер да се анализира, определбите на двата кандидата како веројатно како никогаш во историјата во последниот век се диаметрално спротивни, значи во тој сегмент. Значи додека Доналд Трамп се залага за изолационизам и за враќање на Америка 120 години назад во политичката определба, тоа е немешање во светските нешта, додека се залага за реформа на НАТО од аспект на тоа дека бара од другите членки да ги зголемат воените буџети, а Америка практички да го намали својот воен буџет и своето присуство на тој начин своето присуство, како и определбите за нуклеарно наоружување на помалите држави, како што особено во Пацификот, како што е Јужна Кореја и Јапонија а со тоа практички и навестување на тоа каква е политиката негова према Кина. Видовме дека во суштина не се залага за некоја добра и коректна политика со Кина, напротив, смета тоа е пред се и економско прашање на Америка, веројатно ќе го додирнеме малку подоцна. До тогаш Хилари Клинтон се залага за континуитет на надворешната политика на Соединетите Американски држави, за соработка со партнерите практички во тоа, партнерите на Соединетите Американски држави во светот, во изнаоѓање на решенијата за овие прашања. Таа политика е силно напаѓана од штабот на Доналд Трамп и тука, например, во тој контекст треба да се бара и исходот на овие избори. Се остава впечаток, особено кога Доналд Трамп зборува за внатрешните работи, особено за имиграционата политика, се остава впечаток дека за мене е малце индикативно дека во еден дел од кампањата си пукна во нога, заради тоа што зборувајќи за афроамериканците и за муслиманите на територијата на Америка со една одбојност за идните политики на Америка, практички помене како да заборави на тоа дека Америка е мултикултурна земја и дека таму населението доаѓа од сите страни на светот цело време во секој момент. И ако следевте утринава, практички кога ги отворија кутиите, например, според мене, како производ на таа една реторика што беше во кампањава, први и најбројни излегоа хиспаниците да гласаат за Хилари Клинтон. И првите резултати беа дека тие веќе по американско време до 9:30 има огромна излезност во тој дел. И мислам дека токму тука некаде и ќе се решава резултатот во делот на тие групи. Чилиманов, силна реторика, но и многу жестока кампања на двајцата претседателски кандидати. Ако Хилари, според ова што го покажуваат последните анкети, седне во Белата куќа, таа ќе биде првата жена претседател во САД. Па да, кога би морал да се кладам кој ќе победи на избориве, би се кладал на Хилари, но јасно е дека ќе биде блиско, дека нема да биде тоа така јасно како што се очекуваше на почетокот кога Хилари ја почна својата кампања, велики дека е најквалификувана кандидатка, дека женскиот глас ќе го добие без проблеми, дека афроамериканскиот глас, латино гласот ќе го добие без проблеми, но факт е дека он е првенствено неверојатно лош шоумен, представач на политиките не побудува никаква доверба, инспирација, јасно е дека жената е неверојатно корумпирана, значи дека буквално како државен секретар собирала донации од држави, од компании, од странство, ветувајќи дека утре кога ќе стане претседател на САД или додека е државен секретар, дека за тоа ќе добива директни повластици и олеснувања и разни привилегии, така да сега тоа се јавно достапни податоци, дека земала, 12 милиони од Мароко, дека земала 5 милиони од Катар, дека барала 2 милиони од Грција, значи тие работи се достапни и без да искочат на Викиликс. И тоа генерира голема омраза кон неа. Затоа имаше едно прекршување во Демократската партија на ова крајно левичарско движење околу Берни Сандерс, кои што навистина не бија гласале Хилари денеска, да не е Доналд Трамп против кандидатот. Од друга страна пак Доналд Трамп, кој што без, буквално очигледно кампањска стратегија му беше да ги навреди не толку афроамериканците, но муслиманите дефинитивно, кои што се мало гласачко тело, но латиноамериканците, силувачи, дилери на дрога, на крај ги нарече бед омбрес во една од дебатите, значи
таква риторика е фрапантна за нивни услови, тоа му генерира поголем одзив кај белото машко население пред се, но нормално дека хиспаноамериканското население, кој што в принцип гласа во мал процент, околу, не знам, дали околу 30%, 40% од нив гласаат во нормални услови, може да се зголеми тој процент против него. Двајцата кандидати има голем дел од нивните гласачки тела кои што не може да ги смислат. Значи, има и републиканци, луѓе што ќе гласаат денес за Трамп, што гласаат само затоа што мислат дека Хилари е далеку поголемо зло. Има луѓе кои што ќе гласаат за Хилари затоа што мислат дека Трамп е фашиста, нациста, расист, Кјукјукс клан, што и да. Интересно е тоа што кој да победи истиот момент кога ќе го дознаеме резултатите нукеска, ќе изгуби голем дел од своето гласачко тело само затоа што нивната задача е завршена. Од утре дента, значи претпоставам дека губитникот ќе може да се најде во некоја заветрина, медиумски, да речеме, коментаторски реакцијата што ќе уследи, додека победникот ќе се најде на драстично поголем удар на јавноста, ако биде Хилари, каде се парите, од кого земала, зошто, како, ако биде Трамп, има тука милиарда работи за кои што може да му се фатат. Само една забелешка имам со ова што го кажа Љупчо. Значи, на некој начин Трамп е континуитет на надворешната политика на Обама, бидејќи Обама беше всушност преседател кој што настапи на начин дека он се повлекуваше од светот. Он се повлече од Блискиот исток, он се повлече, значи немаше никакво проширување на НАТО. Мо? Афричката пролет и случувањето во Северна Африка не беше баш повлекување. Значи, имаат активизам со soft power, со медиуми, со поттикнување на влијание слично на Европа, но она што од Америка е класично американско, да речеме, влијание во светот, со тенкови, со авиони, со распоредување на воени бази, проширување на НАТО, проширување на ЕУ. Тоа целосно изостана во овие 8 години на преседателот Обама, особено имајќи предвид дека да речеме прва работа што ја направи Обама беше да ја прати Хилари Клинтон во Москва да го потпишат договорот за нормализирање на односите по руската војна со Грузија, окупацијата на делови на територијата на Грузија, така да навистина направија кардинални повлекувања од светот. Хилари ќе представува, претпоставувам, промена на оваа политика, бидејќи како и да помине, да речеме, гласањето во Сенатот, каде што може да победи било која партија, долниот дом дефинитивно ќе го добијат републиканците. Хилари ќе биде, ако победи, ќе биде осакатена на домашна политика, ќе биде многу тешко да донесе решенија даночни, здравствени, образовни реформи, интеграција, имигранти, не дај Боже, мислам, тоа е невозможно да помине низ Конгресот на САД, каков што ќе биде изгласан. Претпоставам дека Хилари ќе дуплира својата активност за да покаже дека е активен преседател во надворешната политика. Тоа ќе значи навистина исклучителен ангажман преку дипломатската мрежа, воени распоредувања, не знам, Русија, Украина, но тоа буквално ќе биде прекин со политиката на Обама, бидејќи Обама буквално целиот Блиски исток го препушти на Русија, на Иран. Се повлече од освоени територии, од Ирак, од соседството на Сирија се повлече, значи тоа беа големи отстапки, а немаше да речеме некоја Либија почна војна па се повлекоа. Така да на некој начин во надворешната политика Трамп би бил некакво продолжение на овие 8 години, додека од Хилари претпоставам дека хендикепот на домашната сцена ќе го компензира во надворешна политичка сцена. Арсовски, начнавте на почетокот, а и сите што ја следевме изборната кампања на двајцата кандидати беше проследена и со низа скандали, особено оние кои што ги објави FBI со мејловите на Клинтон, колку тоа може да влие врз крајниот епилог, врз финалниот резултат? Мислам дека најголемиот дел од притисокот кон институциите беше фокусиран на тоа дека вакви скандали не треба да се отварат или треба да се отварат во текот на председателската кампања. Не знам дали ги знаеме, дали сме запознаени, дали сме ги разгледале доволно деталите околу истрагата на FBI. Тие на еден приватен компјутер најдоа копии од мејлови кои Хилари Клинтон ги пратила од некаков свој приватен сервер. Таа истрага ја отворија во сред кампања и потоа мора поради кампањата да ја затворат исклучително брзо, што е
изненадувачки, бидејќи таквите истраги траат подолго време. Најголеми лузни од овој потек ќе има самиот FBI. Ваквите афери можат транзиторно да го сменат текот на анкетите или на председателската трка, но не можат да го одредат резултатот во таа смисла. И мислам дека сега FBI е во полоша ситуација одошто да не ја отвореше воопшто аферата, бидејќи се наоѓаат под напади дека со тоа се вклучиле во политика и така натаму. Но не се само овие афери, мислам дека овие избори ќе бидат запомнети по многу скандалозни изјави и од Доналд Трамп и од некакви опашки кои Хилари Клинтон влече од минатото со некакви најави за нејзина корумпираност, како што рече Цветин и така натаму. Ќе видиме дали општеството ќе може да се опорави од тоа, бидејќи факт е дека кој кандидат и да победи, тој веднаш ќе седне на председателското столче со најлошата позиција после изборите во историјата на Соединетите Американски држави, со најмала поддршка од јавноста, со најголем дел на спротивставена јавност, со некакви со поделен долен дом и така натаму. Така што нема да биде едноставно. Мислам дека поинтересно е да се види што ќе се случува со нивните политики, каде тие се разликуваат. Исто така овие избори беа избори на кои двајцата главни кандидати има скоро диаметрално спротивставени ставови по скоро сите прашања, со некакви мали исклучоци. Така што ќе видиме и прашање колку граѓаните на Соединетите Американски држави воопшто бираат по прашање на тие политики. И ќе остане длабоката поделба и во Демократската партија, и во Републиканската партија околу тоа кој требал или не требал да биде нивниот председателски кандидат. Зиков, прилично е сложен американскиот изборен систем, а зошто не е доволно едноставно броење на гласовите за да биде прогласен победникот? Па тоа е со векови така, значи откако е формирана Америка и дури денот на изборите фактички е последица на тоа, на историјата, бидејќи на времето требало денови и денови да се отиде таму, па во некои оддалечени држави, па да се пребројат гласовите, па требало стварно долго време да помине додека се знае председателот, нели, изборот. Америка е конзервативна во самата своја основа. Во суштина тие тешко менуваат закони и практики за тоа, така да тоа е и денеска, само што е малку по-осовременето. Пред се овде доаѓа како модел. Пред се овде проблемот е ако може за проблем да се зборува, значи при нивниот систем на гласање, доаѓа заради многуте држави, бидејќи практички ние имаме избори како во 52 држави, така, значи тоа како да се посебни избори во неколку часовни зони и тие држави се различни по својата големина по бројот на жители. И она што е принцип во американската демократија при избор на сите нивоа на власта, тоа е да буквално тие тендираат на тоа да секој глас подеднакво биде важен, меѓутоа на крајот на денот тој филтер што е поставен кај електоратскиот систем тоа да се види важноста од каде доаѓаат гласовите, па така имаме разни електорати за разни држави, бидејќи големината, степенот на индустриализација, учеството во бруто општествениот производ во Америка, даночните приходи во Америка, општиот развој, економски и политички во сите држави е различен во Америка и заради тоа и на локално ниво постојат можности секоја држава да креира и свој закони, така да тој тип на либерализација во Америка не е сменет со векови и заради тоа и веројатно и сите гласови не се подеднакво немаат подеднаква вредност, нели во тоа. Така да вие кога ќе ја земете Аљаска, која веројатно последна ќе ги даде утре сабаеле резултатите, тие имаат 3 електорати, а најмногу електорати има Калифорнија, која има 55 електорати, да речеме. И сега кога ќе ги споредите Аљаска и Калифорнија според број на жители, според економски капацитет, според број на врсти на луѓе што живеат, ако сакате, значи во тој дел, при тоа не тендирам на тоа да по раса ги делиме луѓе, меѓутоа по економска моќ, по
по работна ангажираност и по учеството во бруто општествениот производ на Америка, многу, според мене, тоа е многу фер систем кој си има своја процедура, се разбира, да не навлегуваме сега во технологијата, како тоа сето се прави, заради тоа што тоа на крајот на денот и не е важно за нашата јавност, меѓутоа сето тоа има една своја логика. Значи, така се бира председател, така се бират по 2 сенатори од сите држави, така се бират и луѓето во представничкиот дом, значи пратениците, условно речено. И за мене е тоа еден фер систем, бидејќи поаѓа од тоа кој колку е важен во општеството, не од аспект на тоа да го анализираат паметот или културниот напредок на луѓето, туку реалните. Денеска е 21 век или 20 век, ако сакате. Денеска се знае дека државите учествуваат во јавниот живот, во политичкиот живот со многу прерогативи. Значи не е само гласот, обичниот глас на граѓаните кој ќе отиде на кутија да го даде. Знаете, помеѓу двајца или помеѓу 5 души или помеѓу целни групи на кои многу почива американското општество, а тоа е системот на целни групи, невладини организации, лобија и така натаму. Луѓето се различни ми придонесот во општеството, така да тука тоа така го проценува. Со Зиков отворивме појаснувања токму за гледачите каков е изборниот американски модел. Според него тој вели фер избор, фер трка за сепак финален резултат. Но како медиумите во Соединетите американски држави известува и колку тие беа пристрасни кон едниот или кон другиот кандидат? Да, американските правила се дека нема правила во таа сфера, значи буквално кабелските телевизии имаат номинално обврска да бидат балансирани, но во пракса тоа не важи доколку има се работи за однапред закажани настани или за интервјуа што практично ги покрива сите можни представувања на кандидатите. Така да имавме ситуација во која телевизии буквално се определува едните да го поддржуваат, да го бранат, промовираат, храбрат Трамп, другите да бидат целосно во поддршка на Хилари Клинтон. Генерално една голема кабелска телевизија Fox News го бранеше Трамп со различни нивоа на поддршка, зависно кој водител ги водеше вестите. Например, Шон Хенети стана практично портпарол на Трамп, секој ден неговата емисија околу во 9 часот мислам навечер на Fox. Неброени интервјуа со Трамп беа организирани. Мислам дека дури на настани одеше да го представува, значи до таму отиде таа симбиоза, телефонски јавувања, што генерално не е пракса да му дозволиш на кандидат да се појави. Некои од другите водители на оваа телевизија во различни нивоа го поддржуваат Трамп. Меган Кели, да речеме, беше позната таа нивна кавга кога дури Трамп страшно ја навреди, велики дека не знам крв ти течеше кога ме интервјуираше сите страни, така да едно од тие неговите најгрозни коментари во текот на кампањата, додека другите 4-5 големи телевизии, NBC, MSNBC, ABC, CBS, CNN, американската верзија, во голема мерка го ја поддржуваа Хилари Клинтон, не објавуваа за, да речеме, скандалите, корупцијските криминалите кои што се поврзани со неа, максимално детално известуваа за Трамп, со еден момент во кој што, да речеме, CNN, некои од водителите на NBC му даваа поддршка на Трамп во почетокот, додека тој беше кандидат на еден од многуте републикански кандидати. Ценејќи дека се работи за најдеструктивен од 17 кандидати кај републиканците и можеби потенцијално виднина најлесен плен на Клинтон доколку се соочат директно. Така да имавме ситуација во која телевизии кои што генерално со години, со децении назад се непријателски настроени кон десницата, го бранеа Трамп, му дава големи минутажи, беше чест гостин на Morning Joe, се извинуваше водителот на Джо, се извинуваше по тоа што го канал. Моментот кога тој стана кандидат на републиканците, значи кога партијата се беше веќе венчана со него, веќе врзана со Трамп, сите овие телевизии се сврта, се застанаа на страна на Клинтон и почнаа да го напаѓаат, откако веќе републиканците не можеа да го сменат како кандидат. Ги мониторира некој, ги казнува, ги опоменува? Не, господе, чува. Значи, саморегулација или како? Целосна саморегулација. Приватни бизнеси прават што сакаат, сметаат дека имаат право да трчаат по одреден дел од гласачкото тело и целосно е нормално да објавуваат
голем процент од позитивни, врамени, објаснети вести за еден кандидат, целосно напаѓачки за другиот, бидејќи генерално сметаат дека Фокс смета дека прави вести за републиканци, MSNBC смета дека прави вести за демократи. Они би било чудно да не ја напаѓаат, да речеме, да не го напаѓаат едниот кандидат, да го бранат другиот, доколку би балансирани или би ги знале работите како што во Македонија се бара еднакво, гледачите би биле збунети, че тоа би било не би им било јасно што се случува. Значи, целост има профилирани, тоа се не се ни толку вести колку што се да речеме едночасовни инфотеймент шоу програма во која што водителот има став и гостите што ги канат имаат став, така натаму. Едно дополнување само на ова што Цветин го кажува. Значи, во 2008 кога победуваше Обама, тогаш бевме присутни на еден утрински колегиум на Вашингтон Пост. И некој заменик на главниот уредник беше нормално на тој утрински колегиум. Објасни во 15 минути зошто ќе напишат едиторијал на 3 дена пред изборите дека го поддржуваат Обама, кога се тие познати по тоа дека поддржуваат републикански кандидати долго време. Така да, она што ние многу пати забораваме во Македонија, тоа е дека медиумите имаат право да фатат страна. Тоа што во медиумите работат да фатат страна, тоа значи да поддржат. Сега тоа што значи, пошто работиме тука помалку или повеќе со медиуми, сите ние, тоа би значило вие кога ќе поставите тезата дека за тој кандидат треба вашите уредници, вашите аналитичари, вашите коментатори, таму се цели професии коментатор во Америка, постои професија коментатор на телевизија. А самиот Доналд Трамп е човек кој доаѓа од реалити шоуа, значи правеше, така да сето тоа има некој друг превес во Америка и друга димензија на тоа. Тоа е цела една индустрија која работи, како и глумците, и тие без проблем кажуваат, глумци, пејачи, сите кажуваат за кого се отворено. И тоа не е никаков проблем, и тоа не е никаков ферес да го кажете. Оно што мене ми останува впечаток во сите овие кампањи на демократски земји, меѓу кои е оваа кампања во Америка, е дека и оно што се вели критики, контра, обвинувања, што не бевме поштедени во американската кампања кој редовно ја следеше на овие избори, бидејќи двата кандидати на еден начин со своите скандали си ги внесуваат своите скандали во кампањата, и едниот и другиот не се цвеќе за миришење нели во тој дел. Меѓутоа, сите тие објавувања на скандали имаат граница, имаат една црвена линија која не се преминува. Зошто не се преминува? Заради тоа што правото таму силно, ако не ви аргументирана тезата до крај, ако другиот ве тужи на суд, тогаш имаме друга процедура која оди паралелно, и таму се казните големи за таа работа. Имате казни кои што буквално ќе ви го затворат медиумот. Казната ќе ви го затвори медиумот. Не е казната затварање, туку оштета што треба да платите на против кандидатот. Нема да може. Затоа адвокатските лобија се посебно будни во вакви сфери. Адвокатското лоби во Америка е едно од најмокните лобија. Како кажуваат во овие големи градски средини во Америка, тие ги решаваат на еден начин изборите, значи во тој сегмент. Така да се е тоа добро поставено и се е дозволено во рингот. Тоа е како боксерски меч, значи дозволено е. Судијата само гледа да не е под половината надолу, значи Имаше ситуација Трамп, да речеме, со неговите адвокати успеа да спречи објавување на информација која што беше најавена веќе неколку дена, буквално пред неколку дена, дека наводно силувал или имал секс со жена која што била малолетна кога тоа го правела. Буквално со неговиот адвокат успеа да го спречи тоа објавување, но да речеме од друга страна имаше ситуација во која снимка во која што грозно ги навредува жените, што беше објавена. Сите ја знаеле. Буквално ја чувале во редакцијата и мислам дека во New York Times искочи, го темпирале објавувањето на веста, откако веќе Републиканската партија е врзана со него како кандидат, неколку дена пред дебата, точно да може Хилари да искористи во дебатата, значи са медиумот има информацијата, ја чува во сеф и објавува во моментот кога ќе му направи максимална штета на кандидатот кој што не го мириса. Тоа е точно, веста е точна, снимката е точна, но тајмингот на објавување, начинот на објавување, тоа големи медиуми, значи не збориме нешто на National Enquirer да искочи или на некој петпарачки вестник, не го зборуваме за некои од водичките сериозни вестници и потоа со пропагандна кампања како така ќе се објави, излегува на еден медиум, се знае во кој ден, во колку сат, да има максимален
импакт, па потоа се вклучуваат, не знам, коментатори на социјални мрежи, па локални телевизии, локални радија. Така да дефинитивно не само што завземаа страна во коментаторскиот дел, туку и во дозирањето на информативниот дел, или на пример беше интересен делот со Клинтон со објавувањето на материјалите на Wikileaks. Дел од медиумите, тоа не е интересно на нас тука како наблюдувачи, донесе одлука дека затоа што овие снимки не може, овие материјали не може да се провери потеклото и особено затоа што нели автентичноста не може да се провери, особено затоа што ги дава странска служба, руската служба. Дел од медиумите се фокусира на тоа дека наводно материјалите биле хакирани од Русија, дадени на Wikileaks да бидат објавени, додека не објавуваа многу, некој скоро ништо, за содржината. Така да имав мислата оваа дискусија тука што имавме 2 години што имаме веќе, има и во САД. Едната страна викаше материјалите се неавтентични, објавени се од странска служба со цел да се влијае на изборите. А знаете, патем кажано, не е убаво да се води агресивно истрага пред избори, не сме FBI да ни води истрага, не сме да објавува детали, тоа ќе влијае на гласачите, на читателите, на гледачите, додека другата страна викаше не оставете тоа од каде се снимките, имейловите, фокусирајте се на тоа што пишува внатре во мейловите, доказите за корупција на Демократската партија. Така да беше навистина интересен тој момент да се види. Голема е моќта кај медиумите, особено кај моќните земји како што се САД. Како гледате на нивното известување и на заземањето страна? Еве Зиков имаше дел од објаснувања токму за високите казни за адвокатските друштва кои што имаат големо лоби токму во САД. Известувањето на медиумите за претседателската трка во Соединетите Американски држави, како и за се, впрочем, е далеку од совршено. Но кога ги коментираме на овој начин, мислам дека можеме да дојдеме до погрешна претпоставка дека таму владее некакво расуло на известување, дека нема никакви новинарски стандарди, дека секој е влезен во некаква пропаганда и така. Тоа не е така, не е баш така. Сепак, квалитетот на известувањето на медиумите во Соединетите Американски држави е далеку над просекот во светот. И има некакви правила кои сепак таму важат. Едно од главните правила е да се одвои веста од коментарот. А тоа е дека секој медиум има право на уредничко заземање страна и коментар уреднички, но дека тој мора да биде јасно назначен како коментар и дека медиумот мора јавно да пропагира зад кого застанал. Тоа е можеби некаква разлика од ситуацијата во која се наоѓаме овде, бидејќи таму медиумите јавно декларираат за кого поддржуваат, па така им дозволуваат на своите гледачи да нивните вести ги гледаат со една доза на природен сомнеж, имајќи предвид дека медиумот јавно назначил за кого се определил во кампањата. И второ, таму медиумите ретко добиваат пари од државата. Сепак се тоа приватни медиуми кои И од странските амбасади. И од странските амбасади, да. И сепак се тоа приватни медиуми кои се борат за публика, за рейтинг. Сепак, точно е дека во оваа кампања ќе биде забележана по најголемиот број скандали на двете страни. И мислам дека таа дебата доправа ќе се отвора, бидејќи прашање е спрегата на моќните бизнеси, лобијата, претседателските кандидати и уредништвата на медиумите, дали функционирала на некој начин кој може да се покаже подоцна во некаква истрага дека бил неетички. Мислам дека таа дебата ќе продолжи. Мислам дека е поважно да видиме како ќе се одвиваат изборите и што тоа ќе значи можеби за Соединетите Американски држави во кој правец победата на едниот или на другиот кандидат би ги однела. Сепак има сосема спротиставени страни во тие прашања и не само за Соединетите Американски држави, за нивната домашна сцена, туку и за светот, па и ако сакате за Македонија, победата на едниот или другиот кандидат ќе означува различни работи. Тоа Цветин Делу многу го напомна и точно е, дел од излагањата се точни. Точно е дека Обама, за разлика од Бил Клинтон, кој заедно со Хилари Клинтон имаше една политика на, оние нарекува exporting democracy, значи извезување на демократија, по-проактивно учество, особено во овој регион кој е на границата помеѓу евроатлантската групација и Русија и бившата Руска федерација. Тоа Обама малку го смени
ги задржа главните интервенционистички политики, арапска пролет и така натаму, но во голем дел од светот се повлече во смисла на тоа да остави работите да се одвиваат така како што ќе се одвиваат. И сега ќе видиме што политиката на едниот или на другиот кандидат би значала во тој правец. И бидејќи Америка е толку распослана секаде во светот на неколку жаришта, неколку клучни точки и распослана со своите стратешки интереси, тоа светот многу ќе го тангира, така што мислам дека овие избори ќе бидат едни од најследените во историјата на човештвото. Така, ова се историски избори, едни од најнеизвестните избори. Што може да очекува Македонија од едниот или од другиот кандидат? Сепак знаеме дека Америка, Соединетите Американски држави се едни најмоќна држава и политички, и економска, и секако воена сила. Ако Клинтон беше многу присутен и во регионот и на Балканот, што може да очекуваме од Клинтон или од Трамп? Бил Клинтон има во Приштина статуа, а Хилари Клинтон има бутик, колку што можам јас да се сетам во тоа. Така да, тие беа присутни. Што може да се очекува Македонија? Мислам дека во светски рамки тоа е најнебитното, едно од најнебитните прашања. За нас е тоа многу важно, присутноста на Америка во регионот, би рекол, не само во Македонија. Она што мислам е дека доколку победи Трамп, мислам дека изолационизмот ќе биде главен, бидејќи тоа му е, како што видов, едно од главните прашања негови цело време, и тоа е идентитетот на неговата кампања, да се тргне од геополитичките случувања и во економијата да се тргне од она што значи меѓународни трговски договори за слободна трговија, кои се огромни ломови доколку се случат, бидејќи овие договори како што беа, ќе се вратам јас на Балканот и на Македонија, само ова е фактички нас не задира како односи. Например, тој вели дека ќе влезе во процедура на раскинување на договорот помеѓу Мексико, Америка и Канада, нафта договорот трговски, дека го поддржува Брекзит како нешто што било добро да се случи, што се случило во Европа, и очекува други држави тоа истото да го направат, да излезат од членство од Европската унија. Ја поддржува Русија, меѓутоа е контра Кина, како што спомнав и пред малку, така да тоа се некои точки, столбови во неговата кампања. И мислам дека тука тој ќе биде ортодоксно за тоа доколку дојде во кампањата, и мислам дека ќе се соочи со внатрешни проблеми токму поради тоа прашање, ќе биде под притисок да ја смени политиката. Балканот, иако неговата сопруга потекнува од Балканот, третата сопруга, тој не е во фокусот на неговиот интерес, што јас во тоа не верувам, заради тоа што Балканот е Европа, Балканот е пред портите, тие што не се членки на Европска унија се пред портите за членство во Европската унија, а токму неговите политики визави Европската унија и, како што споменав, и Брекзитот и неговите очекувања за другите политики ќе мора да го стават во една позиција да мора да се вмеша во некои отворени прашања, уште повеќе што на Балканот има отворени прашања се уште. Значи, тие не се затворени. Тоа е прашањето помеѓу Косово и Србија околу делбени биланси и сите тие работи, до конечното признавање на Србија на Косово како независна држава. Овде е Босна. Овде и перспективите на Македонија, заради тоа што земјата е долго време, повеќе години е спремна за членка во НАТО и спремна за датум за преговори, не ги добива тие привилегии, тие позиции поради една членка на Европската унија и НАТО во тој дел. Хилари Клинтон веќе го има искуството на тоа, има километражата на Балканот. Гледам на социјални мрежи, некои наши колеги и пријатели од Скопје се фалат дека во 99-2000 година овде се сликале со неа, земале интервју од неа, така да таа беше во 2 наврати во Македонија, добро познава некои односи и некои ситуации овде. Меѓутоа, Клинтонови, значи, и едниот и другиот, имаат незавршена работа на Балканот. Спрема мене тоа е Босна, значи како ситуација која мора да се реши, заради тоа што во голема мера Дејтонскиот договор беше дело на Бил Клинтон,
и мислам дека овде нема да имаат некои посебни разлики сопругата и сопругот нели во тој дел. Мислам дека нивната политика ќе стане малку дури и поагресивна од сегашната Обамина политика према Балканот, заради тоа што има некои стари сметки за расчистување и има некои недораскажани приказни за регионот се враќа во фокус. Ќе се врати во фокус регионот, и тука некаде гледам дека Македонија ќе биде дел, заради тоа што дел од решението на состојбите во регионот неминовно задираат во тоа да се исцртаат перспективите на Македонија за понатаму, бидејќи ако ми биде дозволено малку внатрешна македонска политика, не мислам дека Македонија може уште долго да издржи во една ваква состојба лимбо, каде што не е гарантирана перспективата за во НАТО и нема датум за преговори, уште повеќе што не мислам дека Русија може да игра некоја не знам каква улога на Балканот, да може да го оттргне вниманието на некои балкански држави да се скренат према Москва. Во тој дел нити па Русија тоа го покажува, вака се за волја на вистина, дека тоа присуство сака да го има, така да тука е оставен, повеќе мислам, имам чувство дека целиот овој дел од Балканот е оставен на доминација на Евроатлантскиот сојуз, а овде пред се кога зборуваме за тоа ја гледаме супериорноста на Соединетите американски држави. Така да, кога зборувам за континуитетот на политиката на Хилари Клинтон, при тоа го мислам и ова, односот према Балканот. Балканот е незаобилазен дел фактички од таа светска политика што Америка ја води последни 2-3 децении. Соединетите американски држави се стратешки партнер на Македонија, иако, како што подсетува Зиков, долги години сме пред портите на Европската унија и чекаме членство во НАТО. Каква поддршка може да чека земјава? Па добро, еден краток од две реченици историјата, ако може, имавме, мислам, една ситуација, една фаза во која што да речеме еден период ВМРО ДПМН беше сметана за портокалова револуција, да речеме. Тоа се случи отприлика во времето на Украина, на Грузија, во времето на преседателот Буш, значи да речеме 2005, 2006, 2007 година, кога може да се каже дека се чувствуваше таа идеолошко политичко блискост и да речеме некои директиви доаѓа од Вашингтон дека треба да има прозападни, антируски и исклучително пазарно ориентирани движења во земјите кои што слушаат, сакаат да добиваат, нели, да соработуваат со САД. И можеше се каже дека, да речеме, добар дел од политиката на ВМРО во овој период, 2005, 2006, 2007, беше инспирирана и на некој начин водена од американски советници, американски организации како ИРИ, кои што се гледаше дека благонаклонно се гледа на тоа движење. Потоа дојде преседателот Обама и мислам дека имавме околу... Ирија водеше политиката? Па имаше влијание. Потоа дојдете на 6 години на преседателот Обама во кој што мислам дека беа воопшто неактивни на овој план. Седиме во НАТО, седиме на патот за НАТО, нема некоја поддршка од Вашингтон, нема некои драматични средби со станоци како што тоа го правеше Буш со Нуланд во тој период. За на крај во последните 2 години, да речеме, од мандатот на Обама, да почне во Македонија сега една друга обоена револуција, шарената револуција, која повторно еве гледаме дека, да речеме, од страна на ВМРО има оценки дека тоа е поради името, тоа е поради решавање некои геополитички прашања во регионот. Јас сметам дека во голема мерка се води од идеолошка блискост на Обама кон левите партии, неговата соработка со Сорос, филозофската блискост кон движења кои што, да речеме, промовираат отворени граници, редефинирање на некои семејни патриархални вредности, левичарски политики во економијата, ќе биде бргу после изборите, посетува Грција, меѓу другото да зборуваат за границите, за бегалците и за помош на Грција, повеќе солидарност во економијата, делење на парите во Европската унија, така натаму. Мислам дека тоа многу влијае на политиката на САД, да се даде таа навистина отворена, ја би рекол на некој начин и безобразна поддршка и навлегување и мешање во внатрешните македонски политички прашања, која што во голема мерка беше и контрапродуктивна за страната на која што и помага со тие грантови од USAID, градење на, не знам, политики, разработување на политики. Гледаме дека дел од лицата кои што ги радикализираа сега се незадоволни. Движењето кое што го помага во целина не е тоа кое што би можело да победи на избори, анкетите ги гледаме така натаму. Са што би правела понатаму Трамп или Хилари? Ние влеговме, Македонија успеа да влезе во последниве денови од кампањата, да стане тема во САД, со таа една вест што излезе во
BuzzFeed дека во градот Велес имало десетици, стотици, можеби интернет сајтови кои што фабрикувале, штанцале вести за Трамп, кои што потоа добиваат не знам каква пенетрација и ширење по социјалните мрежи. Буквално испадна дека Велес ме води кампањата на Трамп, така да ја успеавме да се впишеме на метата кого поддржуваме и на чија страна сме. Имаме граница кон Грција, значи поставена ограда. Ние Македонија го затвори тој бегалски бранд, тоа бегалско движење. Така да сметам дека кој да дојде, Трамп или Хилари, ќе имаат дефинитивно различни погледи по тоа прашање. А мислам дека тоа полека станува поважно од НАТО ЕУ. Во ЕУ ние де факто сме членка, нели како трговска членка, барем колку што Британија сака да биде. НАТО сме на некој начин де факто членка, но како ќе се поставиме по миграцијските текови и кои ќе бидат барањата и очекувањата во Вашингтон, тоа исто така ќе биде многу важно, бидејќи сме на тој, да речеме, на таа балканска рута. Така да мислам дека тука навистина многу ќе влијае, доколку Хилари биде председател, не очекувам толку изразена поддршка за овие крајно левичарски движења што ги гледавме од страна на досегашната администрација, бидејќи она политички, значи тоа да речеме повеќе Берни Сандерс. Политички Хилари не е таков кофна политичар. Она вели дека е левичар, превзема некои, да речеме, политики, некои реторики, некои ставови од овие движења, но тоа не е неиза во сршта, не е неиза во душата, додека во исто време се обкружува со некои советници кои што беа буквално дел од неоконзервативното крило на Буш, кои што беа активисти за ширење на демократијата во Ирак, во Источна Европа и така натаму. Значи има некои луѓе кои што навистина не би смееле да бидат на демократската страна, како Кейган, како Бил Кристал во моментов, како Дејвид Фрум, кои што, еве Дејвид Фрум дури отворено се изјасни дека ќе гласа за Клинтон, што е да речеме сигнал за ова другата тема која што ја гледаме, проширување на ЕУ и НАТО, дека се разбира доколку таа биде председател, далеку по цврсто ќе застане и на таа тема. Значи не очекувам толку силно да ги поддржува, нели, фарбањето, не знам, со грантови на USAID, но очекувам дека дефинитивно многу повеќе Трамп ќе застане по прашањето на проширувањето на НАТО, додека другото, сега дека главното прашање што ги имаме со мигрантските текови, Трамп и Хилари може да имаат диаметрално спротивни ставови. Македонија е секако исправена пред многу предизвици. За еден месец не чекаат предвремените парламентарни избори. Имаме се уште проблеми со мигрантската криза, но најпрво такви пораки стасуваат и од европските политичари. Вчера таква порака испрати и пратеникот во германскиот Бундестаг. Најважно изборите да поминат во фер, демократска атмосфера, тие да бидат признаени од сите политички чинители, за да последете земјава се врати на патот кон ЕУ и кон НАТО. Мислам дека малку се различни предизвиците со кои се соочува Македонија од овие до сега за кои изборувавме. Малку сме поназад во еволуцијата на демократијата, сепак ние. Точно е дека имаме големи предизвици, точно е дека ние се уште разговараме за текот на изборите, иако гледам дека и во Соединетите Американски држави не е дека баш нема извештаи дека некои од наблюдувачите од едната или од другата партија биле избркани од некакво изборно место и така натаму и така натаму. Тоа што ја тангира Македонија во основа по надворешната политика на Трамп и на Хилари Клинтон е нивото на интервенционизам, кој мислам дека можеме сите да заклучиме дека кај Хилари Клинтон ќе биде поголемо. Интересот за домашната политика, кој исто така можеме да заклучиме дека кај Хилари Клинтон ќе биде поголемо, бидејќи во основа Трамп има едно потврдо, посимплифицирано гледање на тие процеси, а тоа е се додека сте за НАТО придонесувате и генерално за Европската унија, мислам дека нема толку фокус. Во внатрешните состојби нема толку да се мешаме, додека Хилари Клинтон има една теза на извезување на демократија и мислам дека може да заклучиме дека тоа ќе биде малку поинтервенционистички. Клучните разлики им се односите кон Русија и кон Кина и кој го проектира како прв државен непријател број 1. Потоа што се однесува до домашната политика, имаат многу различни ставови.
Трамп би ги намалил даноците, Хилари Клинтон најверојатно би ги зголемила. Трамп би поддржал би поддржал да се задржи законот со кој им се дозволува на американците да носат огнено оружје. Хилари Клинтон најверојатно би се борела против тој закон или би вовела барем некакви заштитни мерки. Односот кон здравственото осигурување, односот кон надворешните, фактот дека се повеќе и повеќе процесите на иселување на фабриките надвор од Америка и на автоматизација на тој процес се зголемуваат. Некои од тие се логични, за некои тие може да се разговара, некои се смешни на прв поглед, но тоа го прави изборот таму колоритен. Она што може би најмногу треба да не интересира дека се појавува една тенденција да се симплифицираат политиките на кандидатите. И тие стануваат се повеќе и повеќе soundbites, се повеќе и повеќе кованици за предмените, одошто комплексни некакви политики. Ние, разгледувајќи ги партиските програми на двата кандидата, заклучуваме со еден збор. Едниот ќе ги намали даноците, едната ќе ги зголеми. Не знаеме дека за тоа има некаква студија од 1.000.000 страници која предвидува каков ефект тоа ќе има на економијата и така натаму. Така што ви велам, ќе бидат интересни тие избори, ќе влијаат на Македонија и на одвивањето на македонските избори, иако не веднаш, бидејќи, не знам, дали знаете, процесот на преземање на претседателството во Америка трае долго. Трае долго, да. Америка денеска гласа, но иако за неколку часа би бил познат идниот претседател, сепак тој нема да стапи веднаш на функција. Дури после нова година, да. Мислам така што нема директно да влијае веднаш, но тие ветрови ќе се почувствуваат веднаш во регионот, кој помеѓу другото и заради проактивноста на Русија во овој период ќе стане дел ќе се врати во фокусот на надворешната политика на Соединетите Американски држави. И исто така треба да запомниме пред се дека без оглед на нијансите и различниот пристап, различниот стил на водење на меѓународната политика, во основа надворешната политика на Соединетите Американски држави над 80% е водена од прагматични интереси кои не се менуваат од еден кон друг претседател. Некакви нијанси постојат, но во основа тие го задржат главниот курс. Правиме куса пауза за реклами и продолжуваме со дискусијата во вечерашното отворено студио посветено на изборите во Соединетите Американски држави. Телевизија Нова со отвореното студио кое го отворивме и со кое почнавме во 20 часот. Директни линковски вклучувања имавме од Њујорк, Брисел, Берлин и секако од Скопје. Правиме анализа, графички приказ, зборуваме за идниот претседател на Соединетите Американски држави, на најмалкината држава во светот. Зиков зборувавме за надворешната политика, за внатрешната на САД, релациите, за американско-руските односи, но дали идниот претседател на Соединетите Американски држави ќе успее да го задржи приматот најмалкина економија во светот? Геополитика и економија тоа иде заедно, така да мислам дека во овие сменети геополитички односи, реално сменети се геополитичките односи во мандатот на Обама, во последните 8 години, тие пред се влечат таа промена на геополитичките односи помеѓу големите сили, влече промена од големата криза која се случи во 2007-2008 економска. Девета и таа на свој начин си трае и до денеска, значи во светот. Односите беа дефинирани пред се помеѓу земјите на БРИКС, помеѓу Кина, Русија и Соединетите Американски држави. Значи тука се бара таа релација со оглед на тоа дека Европа си има своји проблеми во екзистирањето во овие десетина години. Таа се бара себе си, значи цело време го бара моделот на добро функционирање и се случија многу сецесионистички движења значи во Европа, значи едно има и ефектуирано преку Брекзит, меѓутоа има најави на повеќе други држави кои сакаат да го напуштат овој терен, оваа унија. Така да во тој сегмент треба да се бара и позициите економски на големите сили. Мора да се каже дека кинеската економија направи голем продор во последните 7-8 години. Земјите на БРИКС направија голем пробив.
Сето тоа некако по цена на можеби и забавување на американската економија, меѓутоа од друга страна па ако се гледаат резултати на американската економија во последните 4-5 години, таму постои раст и отворени тенденции дека американската економија излегува од онаа криза од 2007-2008 година кога се примо предаваше власта помеѓу Џорџ Буш и Барак Обама. Така да денеска имаме една сосема нова атмосфера во која се одржуваат изборите. На една страна консолидирана економија на Соединетите американски држави, меѓутоа од друга страна светот е во некакво лудило, значи во оној дел, значи војните на Блискиот исток, односите затегнати помеѓу Русија Америка, значи помеѓу Кина Америка ако сакате, и тука во тој дел што нудат сега двајцата кандидати. Значи Доналд Трамп повикува на тој изолационизам кој вече веќе втор трет пат го покажуваме, меѓутоа тоа е столб во неговата кампања како што може да се види. При тоа мислам дека прави голема штета со определбата на тоа дека ќе го напушта нафта договорот кој е меѓусоседски договор помеѓу Мексико и Канада. Ако тоа го направи, овде најмногу веројатно ќе трпат мексиканците, ќе мора некои контрамерки мексиканската влада да спроведе, таа веќе најавува дека ќе спроведува во делот на курсот на пезосот, во делот на некои царински воведувања, реципрочни мерки и така натаму. Она што исто така кај Трамп загрижува е фактот дека сакајки и ветувајки на американскиот народ дека ќе отвори за 10 години 30, 25, 6 до 30 милиони работни места, вели дека тоа ќе го направи по цена на укинување на аутсорсингот. Практички тој ќе му објави војна на аутсорсингот во светот. Малку е контраверзна тој негов став заради тоа што аутсорсингот се појавува во светот и како една од главните стратегии на американските компании за намалување на трошоците на работењето. Значи, факт е, ако, например, ги анализираме IT технологиите, каде што е најмногу присутен аутсорсот, значи, да речеме, многу компании американски во светот ги отвараат своите фирми ширум светот, каде што има поевтина работна сила на програмери. Така да тој на еден начин ќе веројатно таа определба ќе мора да ја модифицира заради тоа што тој мисли дека ќе ги отвори работните места во Соединетите американски држави, тие што се отворени кај американските компании во светот. Меѓутоа тоа директно ќе ги удри американските компании кои ќе се спротистават. Тоа големо бизнис лоби ќе се спротистави и по таа мерка некако не го гледам како вистински ортодоксен републикански кандидат. Значи овде има свој проблем тој во таа работа. Така да сето тоа, да завршам со оваа теза, да не ја расшириме многу, мислам дека економски гледано Америка ќе продолжи да биде силна, значи во наредниот период. Ако победи Хилари Клинтон, ќе остави да се развива економијата онака како што е тргната во моментот, со поширок слој на инвестиции. Таа додуше вети дека ќе се позанимава малку и со Wall Street и со банкарското лоби во Америка. Незините донатори, меѓутоа таа направи јасна дистинкција, кој знае да прочита сега меѓу редови, вели комерцијалното од инвестицијското банкарство ќе го делиме. Значи едно е ритейлот, значи како таков да го гледате, комерцијалното. Друго е инвестицијското банкарство кое нема намера да го допре. Значи инвестицијското банкарство е банкарството кое во суштина и ја прави Америка силна во светски рамки, а тоа е американските банки на Wall Street ги следат големите идеи и проекти на американските компании кои силно го освојуваат светскиот пазар. Така да тука не верувам дека Хилари Клинтон нешто специјално ќе менува, заради тоа што присуството на американските компании во светот значи и присуство на американскиот извоз посилен во светот, а тоа е уствари клучот за успехот на една економија. Така е, за идните економски чекори анализираме во вечерашното отворено студио на телевизија Нова, а во живо од Њујорк имаме повторно нашата колешка Анита Петровска-Рајковиќ. Анита, во текот на целиот ден известуваш за изборите во Америка. Најмокината држава на светот го избира председателот, се јави од повеќе локации. Што ново се случува во Њујорк? Биби, стана буквално невозможно да се движиш во Њујорк како што се приближува крајот на денот овде во Њујорк. Нели сега е некаде околу 15 часот овде, попладне.
стана невозможно да се движиш како има се поголемо и поголемо обезбедување. Ние се наоѓаме само на неколку улици од Джавиц центарот, местото каде што вечерва го има закупено Хилари Клинтон за да ги дочека резултатите и евентуално да ја прогласи својата победа, нели како што таа се надева, или можеби пораз. Меѓутоа од обезбедувањето не ни беше дозволено цела една улица пред Джавиц центарот да придеме до него. Джавиц центарот е една огромна конференцијска сала која што има стаклен покрив, велат дека е многу луксузна и дека Хилари веројатно се надева дека ќе победи и да има многу поголем број на гости, а медиумите овде споредуваат дека за разлика од неа местото кое што го закупил Трамп, односно Хилтон хотелот кој што гледачите на телевизија Нова можеа да го видат и во живо како изгледа од едно од нашите јавувања, дека било многу поскромно место, иако се наоѓа на среде 7-та авенија, сепак било малку поскромно место од ова грандиозно здание кое што го има закупено Хилари, односно Джавиц центарот. Ние се обидуваме од сите страни нели да дојдеме до сите информации, до локациите кои што се битни за овие избори, секако кој да победи, славењето, групното славење на граѓаните на Соединетите Американски држави ќе биде на центарот на светот, како што го велат, или Таймс сквер во Њу Јорк. Сите оние видео бимови од страната кои што се сега полни со реклами, вечерва ќе бидат вклучени само на еден канал, каналот кој што ќе ги брои гласовите. Таму имаат студија поставени сите најголеми телевизиски куќи од Соединетите Американски држави, но и ние лично видовме, Билјана, можам да потврдам, преку 200 странски екипи од Чиле, екипи од Израел, екипи од Јапан, екипи од Кина. Буквално целиот свет. Се чини ова не се само избори за претседател на Соединетите Американски држави, туку кој вечерва ќе го добие гласот на американскиот народ во многу нешта ќе го определи и движењето на светската политика во светски рамки, нели. Го слушав твојот соговорник дека вели дека за Трамп она што најмногу негативни поени му донесе, барем како што велат граѓаните на Соединетите Американски држави, се неговите ставови околу мигрантите, доселениците, зидот што го споменавте дека ќе го гради кон таму каде што доаѓаат, нели, Мексико, и дека дури мексичката влада ќе плати за тој зид, тој така изјавуваше. Потоа имаше ставови кои што го напаѓаа, нели, за жените, третманот негов за жените. Што се однесува до мигрантите, поентата ми беше да кажам дека сите медиуми јавуваат дека забележен е неверојатен одзив на латиноамериканците во Флорида на ова гласање. Флорида е една од оние батлграунд држави кој што може и да го одлучи победникот. Тоа се едно десетина држави кои што не се определени низ историјата. Например, еве за Њу Јорк се знае дека по традиција е демократски, гласа за демократите. Хилари тука може да смета на гласовите од Њу Јорк. Меѓутоа, овие другите 10 држави ќе одлучат кој е победникот, затоа што од избори на избори тие знаат да ја менуваат страната републиканци или демократи. Флорида, например, носи 28 гласа, додека Пенсилванија 20 гласа. Еве на Флорида, доколку се смета, анализираат медиумите, дека доколку излезноста на латиноамериканците е голема, се смета дека тие гласале против Трамп. Меѓутоа, останува да видиме како сето ова ќе се одвива до последен момент. Не се знае, неизвестно е, велат граѓаните на Соединетите Американски држави, дали довербата ќе добие Хилари Клинтон, која што многумина сметаа дека имала време низ овие години во политика, што да каже и покаже колку уме и дека веќе треба да се отстапи место на некој друг. Не и отидува во прилог ниту сите оние истраги на FBI околу меловите кои што ги испраќала, посебно истрагата која што само неколку дена пред изборите FBI повторно ја отвори, па ден пред изборите ја затвори со информација дека ете не нашле ништо сомнително, тоа отиде во негатива кај Хилари Клинтон. Доналд Трамп одеше нагоре надоле со со поддршката која што има од граѓаните. Најмногу поддршка има затоа што изјавуваше дека ќе го укине Обама Кер, законот за здравство, кој што многумина од американците сметаат дека е неповолен за граѓаните. Потоа многумина го поддржуваат за неговите ставови за мигрантите. Го судуваат нормално, како што реков, за неговите ставови за жените. Она што му оди во негатива е дека многумина сметаат дека токму поради изјавите за мигрантите дека тоа е буквално расист. Ние остануваме да ја следиме ситуацијата, се движиме како знаеме и умееме. Веруваме, Билјана, ги користиме сите можни средства. Последното наше јавување беше буквално од автобусот со кој се обидувавме да стигнеме до Джавиц центарот. Ке се обидеме од сите можни локации да им ја пренесеме сликата на гледачите на телевизија Нова, какво е чувството во Њу Јорк. Она што е дефинитивно што се знае,
досега дека ова е досега рекордна излезност на гласачите за некој од било кој досега американски избори, барем според бројките што го велат досега. Информациите кои што досега се пристигнати за гласањето, иако да потенцирам тоа ништо не значи, е дека сепак Хилари е во блага предност од 1 до 2%. Според сите информации, кога ќе се заокружи денот, во 21 часот завршува најдоцна гласањето во Њу Јорк. Потоа се очекува веднаш, за многу брзо, за многу кусо време веќе да се знаат резултатите, затоа што принципот на гласање веќе го кажавме на гледачите на телевизија Нова е на начин на кој што претходно се регистрирани гласачите, а потоа само го скенираат ливчето на гласачкото место и гласот е веднаш преброен. Вечерва ќе се знае кој е победник, односно за колку гласале американците, но сепак официјално изборниот колегиум на 19 декември ќе го избере кој е новиот председател, меѓутоа тоа е само формално, затоа што секоја држава го дава гласот, колегијалниот глас за оној за кој што граѓаните на таа држава гласали и го добил мнозинството. За еден кандидат да е победник треба да има 270 електорати или апсолутно мнозинство од вкупно 538. Како што реков Билјана, ние во текот на целата ноќ ќе се вклучуваме во живо и нормално ќе бидеме позиционирани на Таймс Сквер, на местото каде што се очекува да биде централната прослава кој да победи од кандидатите. Билјана? Анита Петровска-Рајковиќ во живо од Њу Јорк заедно со снимателот Тони Стојановски во текот на целиот ден од различни локации со многу информации не известуваат во живо за изборниот ден, за идниот председател кој треба да седне во Белата куќа. Анита, со нови информации, впечатлива слика, оригинално јавување те очекуваме во текот на оваа ноќ, бидејќи тимот на телевизија Нова е буден и во живо непрекинато ќе известува се до прогласувањето на новиот американски председател. За сега благодарам, продолжуваме со дискусијата во нашето отворено студио на телевизија Нова. Цветин, зборувавме во текот на ова отворено студио за предизвиците кои го очекуваат новиот американски шеф. Што е пресудно за еден обичен американец, за еден обичен граѓанин на Америка да гласа за идниот председател? Па главната карактеристика зашто се гласа, за која партија, за кој кандидат се гласа, стана буквално дали живееш во големите градови или во помалите рурални места. Ако погледнете мапата на Америка, сите други критериуми паѓаат во вода. Демократската партија победува во една тенка мала сина линија од на крајниот запад на Америка, тоа се големите градови Сан Диего, Лос Анџелес, Сан Франциско нагоре до Сиетл. Во една тенка сина линија околу големите езера, тоа се големите стари индустријски центри Детройт, Чикаго, таму Синсинати, Кливленд, старите индустријски центри на Охајо, на Пенсилванија и практично почнува сината линија потоа по источниот брег оди од Бостон до Бостон, Њу Јорк, Филаделфија до Балтимор, да речеме, и тоа се местата каде што победуваат демократите, плюс некој поголем град во внатрешноста и афроамериканска една зона каде што се мнозинство околу Џорџа, Северна Каролина, Шарлот, каде што беа немирите. Остатокот од САД, помалите, поретко населените места каде што индустријата се уште нели земјоделие, рударство, дрвна индустрија, така натаму. Црквата е поважна, семејствата се уште се подсврсти, населението е побело дефинитивно. Значи, тие места генерално гласаат за Републиканската партија, така да мапата навистина делува како две поделени држави, една по рабовите и една огромна црвена флека во внатрешноста, на сина тенка линија, така се поделени боите. Сината е за демократите, црвената е за републиканците. И сега Трамп, да речеме, се обидоа републиканците да номинираат кандидати кои што ќе променат оваа слика, да речеме, двајцата кандидати кои што ги победи Трамп, беа двајцата по потекло кубански американци. Мислам, едниот е полукубанец, другиот е целосно кубанец. Тоа, да речеме, и влијае, кажа Анита, дека одзивот на латиносите во Флорида е огромен, но меѓу другото, едни добри 40-50% од нив гласаат за републиканците, бидејќи се од Куба, бегалци од Куба, од комунизмот. Значи, они се дефинитивно антилевичарски настроени. Така да правеат такви обиди републиканците да направат проширување кон урбаното латино население, имигрантите, нели, можеа да кандидираат
нели, хиспаноамериканец, па наместо него се реши за човек што ги навредува кај стигна хиспаноамериканците. Додека, да речеме, во исто така и Демократската партија ја земаа Хилари Клинтон, која што може да биде и лево и десно ориентирана, може да има широка привлечност, бидејќи таа нејзиниот сопруг доаѓа од Арканзас, целосно црвена републиканска држава. Во време на неговиот мандат на Бил Клинтон има спроведувано политики кои што се навистина конзервативни, има донесена забрана за хомосексуални бракови, укинато социјална помош на лицата кои што не бараат работа, значи навистина солидни конзервативни политики. Но под притисок на оваа поларизација, веќе многу е тешко да имате бел човек од помал град кој што иде во црква, но сепак гласа за демократите, или да имате, нели, веќе незамисливо, да речеме, црнец да имате во голем град, во Балтимор, кој што гласа за републиканците, тука веќе 99% е поделбата, буквално се сметат за расни предавници ако гласаат за другата страна. Така да поделбата, поларизацијата е страшна и Хилари беше повлечена, да речеме, некои од порадикалниве кандидати како Берни Сандерс и Елизабет Ворен, дека дефинитивно мора, нели, да напушти секаква помисла на некакви меѓуполитики, привлечност, да речеме, да апелира кон белото населението, што го викаат flyover country, бидејќи прелетуваат од Њујорк до Лос Анџелес, богатите, познатите, славните, кога водат, нели, од едниот дел на плавата Америка на другиот, прелетуваат преку црвената Америка без да застане авионот, нели? Flyover country, така да дефинитивно Хилари не апелира кон овие гласачи. Уште многу ќе дискутираме ние во вечерашното отворено студио за изборите во САД, ќе ги анализираме и очекуваме секако резултатите. Полека ја заокружуваме оваа дискусија, ова прво ваше гостување во овој сегмент. Цветин се произнесе, рече дека тој очекува Клинтон да победи на овие американски избори. Зиков, кои се твоите предвидувања? Јас и преди известно време во ова студио реков дека предности давам на Хилари Клинтон. Во тоа и очекувам да таа победи. Сосема е неважно што мислиме ние сега од Македонија, од оваа перспектива за двајцата кандидати, меѓутоа состојбите на теренот, ако сакате и состојбите во светот, веројатно налагаат за тоа да мислам дека и светот не е не е подготвен за една голема промена во Америка. Значи, така да заокружам на крајот. Бидејќи Доналд Трамп нуди голема промена за американските состојби, меѓутоа во исто време ги плаши граѓаните и светските граѓани и граѓаните во светот заради тоа што не до крај му се изработени тие тези, нејасен е во експликацијата на тие тези, некако не се знае какви ќе бидат резултатите од таа негова политика во повеќе прашања. За сега ви благодарам што вечерва бевте дел од отвореното студио посветено на изборите во американските избори. За гледачите да најавам дека ќе имаме и други аналитичари, гости, новинари со кои ќе зборуваме за очекувањата од претседателските избори, за тоа кој ќе седне во Белата куќа. Повторно ќе имаме вклучувања не само од Америка, туку и од европските центри, а дескот на телевизија Нова ќе анализираше кампањите на двајцата претседатели, но отвори и дилеми што може да се очекува, што тие кажа во нивните изборни програми. Да го видиме прилогот на Кристина Нацева. Како се утврдува колку изборници има секоја држава? Секоја држава има најмалку 3 изборника кои се пресметуваат врз основа на бројот на населението. Овој број може да се промени со секој нов попис, а пописот се организира еднаш на 10 години. Бројот на изборниците од секоја држава е еднаков на бројот на нивните представници во Конгресот, односно бројот на пратеници во представничкиот дом плюс 2 сенатора за секоја држава. Например, една мала земја како што е Вермонт има само еден конгресмен и 2 сенатори, односно вкупно 3 делегати и изборници. Огромната Калифорнија пак има 53 конгресмени и 2 сенатори, што значи дека има 55 делегати. Сепак, претседателските кандидати секогаш го фокусираат вниманието и парите на само 4 држави – Охајо, Флорида, Пенсилванија и Вирџинија, кои се познати како несигурни држави. За разлика од другите 46 држави со стабилна состојба, каде што се знае дали ќе победи Демократската или Републиканската партија. А што е со 11 милиони американци кои живеат надвор од САД? Звучи неверојатно, но речиси 4,5 милиони луѓе кои живеат во така наречените територии немаат право на гласање на претседателските избори,
бидејќи тие не живеат во нито една од државите. Значи, ако сте американец во странство, па дури и астронаут во Вселената, може да гласате по пошта, а ако живеете на териториите, немате право на гласање за претседателските избори. Победува кандидатот кој освои 270 изборни гласа. Да се вратиме на оние кои имаат право на глас. Тие ги избра изборниците. Вкупниот број на изборници е 538. Победник е кандидатот за претседател кој освоил најмалку 270 изборни гласа. Изборниците се среќаваат во Вашингтон, изборниот колегиум, кога и треба формално да гласаат и да го изберат претседателскиот кандидат. Кои се изборниците? Изборниот систем е утврден со амандман на Американскиот устав, усвоен во 1804 година, веќе 2 века не е променет. Според овој амандман, представниците на секој од 50 држави, Федералната област Колумбија, се представници на изборници кои се определуваат од политичките партии. Изборниците имаат задача на изборниот колегиум, тело што де факто го избира претседателот на САД, да го дадат својот глас на представник на нивната партија. Поголеми компликации. Оваа година на 8 ноември американците ќе го изберат својот претседател, но шефот на државата формално ќе биде избран дури во средината на декември. Претседателските избори се одржуваат после првиот понеделник во ноември, а потоа американските граѓани во секој од државите треба да го дадат својот глас на делегираните изборници, кои пак според уставот ќе го дадат својот глас на првиот понеделник по втората среда во декември. Звучи комплицирано. Оваа година на 17 декември. Што значи ова? Во вторник на 8 ноември, американците всушност ќе гласаат за еден од кандидатите за претседател и заменик претседател. На крајот денот се пресметуваат добиените гласови. Победник е оној кандидат, односно оној табор, кој ќе има 270 изборника, која добиле довербата на граѓаните. Подоцна, 6 недели после изборот, изборниците се среќаваат на така наречениот изборен колегиум, кој е дефиниран со вториот член на уставот и според кој граѓанинот ја дал довербата на изборниците да гласаат во нивно име и да го изберат претседателот и заменик претседателот.